Председателка, почитувани колеги пратеници, почитуван заменик министер, почитувана јавност. Накратко само ќе се јавам еве за збор за да ја истакнам еве би рекла и важноста за она кое што беше претходно образложено од страна на пратеничката Јована Тренчевска поднос на предложениот амандман. Јас сум пратеничка која што секој пат вели дека кога се работи токму за младите, треба да наидуваме на консензус и треба да наидеме на разбирање. Впрочем, денеска и доаѓам од еден настан на клубот за младински прашања и политики, каде што токму тема на дебата беше еускептицизмот кај младите од Западен Балкан, но со фокус на Македонија. И навистина ова парламентарно мнозинство мислам дека има капацитет да покаже и докаже дека кога се работи за младите, можеме да покажеме една големина и да најдеме заеднички консензус. Јас ја поздравувам одлуката и на Министерството за финансии кое што даде поддршка за обезбедување на средства за овие психосоцијални центри за млади лица кои што треба да бидат во агендата на приоритетите кога се работи во делот на унапредување особено на квалитетот на животот на младите луѓе. Имено во Република Македонија чинам пред 2 години за прв пат се донесе националната стратегија за ментално здравје и тоа е нешто кое што е за поздравување. Стратегијата за ментално здравје кај за националната стратегија за ментално здравје е резултат исто така на консензуална работа од страна на пратениците тогашни и од власти и од опозицијата. И е нешто кое што треба да биде позитивен пример кај нас во државата, така што во насока и на оваа национална стратегија за ментално здравје, ценам дека треба да продолжиме да работиме консензуално. Веќе се направени во рамки на клубот за младински прашања и политики иницијални состаноци со министерот за здравство, кој што апсолутно на состаноците даде поддршка за унапредување и имплементација на националната стратегија за ментално здравје. Јас ќе ги повикам и сите останати пратенички кои што се и надвор од клубот за младински прашања и политики, доколку има интерес на истото да ни се приклучат, бидејќи како што кажав, консензусот е добре дојден кога се работи на овие теми. Така што за поздравување оваа иницијатива која што е дојдена и се надевам дека овие 10 милиони евра кои што чинам беа прифатени од страна 10 милиони денари се извинувам, беа прифатени од страна на Министерството за финансии се за поздравување и ќе работиме во насока на подобрување на менталното здравје кај младите, кое што по сите анализи укажува дека особено послед ковид кризата е на некое загрижувачко ниво и како парламентарци ќе дадеме поддршка за унапредување на истото. Благодарам.